бидејќи се наоѓам во овој град. Морам да искажам огромен пиетет кон човекот кој ми даде најголема шанса во мојот живот да придонесам за Македонија. Без дилеми најдобриот градоначалник на сите времења во Република Македонија. Но дозволете ми да споменам еден човек кој е исто врзан со овој град и со мојот живот. Бескрајна благодарност на председателот Борис Трајковски, кој во најтешките времења за Македонија ме постави за свој најблизок советник и пријател. Сега, зошто Македонија заслужува председател? Затоа што Македонија до сега немаше председател. Да станеш председател на Република Македонија не е само да си го направиш личниот кејф, да се фалиш пред деца и пред внуци. Треба стварно нешто да придонесеш за оваа земја. Да бидеш само колку да бидеш, за мене не е исполнување. Јас сакам да придонесам за сите вас, колку знам и умеам, а не да пишувам во биографијата дека сум бил нешто на некоја функција. Слушаме на другата страна идентификација со владините политики, дури и фалби за тоа дека тој, сегашниот председател и владата се тим. И вие ќе работите вака тимски со владата? Сам морам ова да го кажам и за да ме видите добро. Ова сум го кажал на Заев. Дај Боже он да биде премиер. Дај Боже. Но, ако и Зоран Заев не работи во интерес на македонските граѓани и во интерес на Република Македонија, и на него ќе му кажам стоп. Сигурно. Дали мојата ќерка не заслужува да е запослена? Во нормални демократии, кога ќе добиеш на избори, ќе го поставиш првиот човек и 5-6 луѓе околу него во неговиот соработнички тим. И толку. Ние дојдовме до тоа дередже да од чувар до директор мора да биде со партиска книжка на владеачката партија. Една партија се форсира, една фамилија се форсира и еден човек на таа пирамида се форсира. Значи, прва задача на новата власт, не утре, денес, која ќе дојде на власт, е да ги департизира институциите. Една вест да ти кажам, Вардар победил. Замислете, денеска во вашиот крај, во кој се најдобрите земјоделци во Македонија, во кој има традиција вековна во земјоделието, они ви увезуваат некој хохштаплер од Индија да ви кажува што е земјоделие. Значи, да знаете, за држави со мали ресурси, со мала територија, со мало население, значи мала по сите параметри држава како што сме ние, не зборувам за Казахстан, тоа е многу голема држава колку Европа. Значи, за малите држави, природно обкружување, за бизнис, за трговија, за економија, за меѓучовечки односи, за било што, за туризам, е регионот и непосредното обкружување. Вие председателе, Стел Бендаровски, ние поставаме агендата, што ќе преземете вие кога ќе бидете председател и сигурно ќе бидете на оваа држава, за ранливите категории, зашто ова влада не се залага воопште за вработување, само убејќи ченува, али не завршува никаква работа. Благодарам. Господине, оваа влада не се интересира не само за ранливите категории, не се интересира за сите останати категории во оваа земја, освен за една категорија, членови на незината политичка партија. Значи, немој да очекувате ништо, не само за таа категорија. Тие се грижат само за себе. Разбирате, само за себе и за никој друг. И за тие нивни членови се грижат најчесто пред избори. Значи, со оваа структура толку, практично, освен собранието во Република Македонија, вие не можете да посетите ниту една друга институција да завршите некоја потреба. И тоа го направи, мислам дека е добра приликата да го споменеме, поранешниот, Бог да го прости, председател на Македонскиот парламент, Љупчо Јордановски од СДСМ. Редот. Велиш, председател на несрекни луѓе е неуспешен председател. Ајде како да ги направиме луѓе во Македонија срекни?
Дали постои решение од оваа ситуација? Јас го гледам. Ве замолувам да го видиме заеднички. 13 и 27 април се клучните датуми во последниве години. Нема да имаме подобра шанса во наредниот период да ја смениме работава на подобро. Што е потребно? Нови лица, нови политики и комплетно нова политичка структура на власт во Скопје.